Еве не назад во студиото на утрински брифинг и помеѓу овие теми за економија, а потоа и за правните работи, ќе имаме нешто што е во интерес на граѓаните, на тема поврзана со животните, меѓутоа и со бездомните кучиња во град Скопје, имено од почетокот на декември, почетокот на овој месец, Лајка, она здружение е формирано во февруари годинава, добива нов ВД директор Воислав Димитровски, магистар за ветеринарно јавно здравје. Добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро. И уште еден гостин или гостинка, тоа е Лиска. Да. Лиска која што денеска или деновиве? Денес одма после емисија, да. Инаку Лиска ќе заврши кај градоначалникот на Кисела вода. Новиот градоначалник Олег Георгиевски. Да. Всушност, како се добива таа постапка за вдомување? За вдомување. Да, вака се. Прво, јавното предпријатие има поголем број на кучиња кои што во моментов се спремни за вдомување. Од мал раст имаме вакви едно 5-6 кутренца до сериозно голем раст. Сите кучиња се на правилен начин третирани со хуман третман, сите се стерилизирани, кастрирани, третирани за надворешни и внатрешни паразити, вакцинирани против бесни и заразни болести, така да новите сопственици може да се добијат сосема здрав миленик. Нашите тимови исто така работат за социјализација на уличните кучиња, така да за социјализација на уличните кучиња, сака вода да пизла. Така да самите миленици колку што ни дозволува времето, работено е со нив за да можат барем да се научат да се движат на каишка. Гледаме каков им е карактерот, дали се хиперактивни, дали се добри со други кучиња, дали имаат потреба од индивидуално вдомување или може да се вдомат во дом каде што има и друго куче. Сите карактеристики за кучето во рамките на тие 15-30 дена каде што ќе стојат кучињата кај нас во прифатилиштето, ќе бидат објаснети на новите сопственици и врз основа на нивните услови каде што може да ги земат, работните обврски, би можело да им помогнеме кои кучиња, да им ги насочиме кој тип на куче, каков тип на куче би било соодветен да си го вдомат. Така да самиот градоначалник не контактираше, ни кажа дека за во домашни услови сака да кутренце, ние му дадовме на избор неколку кутренца, си го избра најмирното. Да. Лиска ни е 2 годишна, веќе стерилизирана, самите воспитувачи кај нас многу ја фала дека е супер кутренца, така да мислам дека ќе отиде во правилни раце. Да не ја држиме еве Лиска во известност, ќе дадеме вода, ама ќе ставиме на земја. Важи. Да. Добро. Инаку Воислав Димитровски, нешто што во Лајка доаѓате за прв пат, до сега не бевте ангажиран натре. Што е она што ќе треба да се случува различно во Лајка од досегашното нејзино работење? Вака се, Лајка до сега функционирала на еден начин на кој што пробале да ја имплементираат програмата Залови, стерилизира и врати. Лиска си игра во позадина. Идејата на нас е да направиме колку што може побрза и помасовна стерилизација на животните кои што се во рамките на градот Скопје. На таков начин тоа е правилната стратегија на делување и на таков начин всушност ќе направиме еден пресек и од тука натаму да пробаме да го одржуваме само проблемот, а не да пробуваме повторно да стерилизираме огромен број на улични животни. Идејата е всушност да работиме како јавно предпријатие не само на стерилизација, залови, стерилизира и врати, тоа е еден систем кој што на светско ниво функционира и тоа е системот за решавање на проблемот, но и да работиме на зголемување на јавната свест, односно да пробаме да го спречиме и изворот на бездомни кучиња. Многу е познато дека изворот на бездомни животни на улица всушност се домашните животни, односно семејствата кои што неодговорно се грижеле за своите миленици или за поколението на своите миленици. Во таа насока сакаме да работиме и со Агенцијата за храна и ветеринарство, и со здруженијата, нормално со поддршка на градот Скопје, но и со Кинолошкиот сојуз на Македонија, да малце да има да работиме на луѓето кои што имаат миленици, како на правилен начин, како да изберат која единка на вистина се квалитетни единки и примероци на расата за да може да бидат да остварат сериозно и здраво поколение, а останатите луѓе кои што имаат кутренца, доколку сакаат да ги спарат и да имаат поколение, навистина прво да се консултираат со професионалци
на кој начин тоа треба да биде направено и секако да имаат мисла каде ќе ги вдомат кутренцата кои што ќе излезат од нивното поколение. Да му посочиме на градоначалникот Орце Ѓурѓевски само дека Лиска е едно доста темпераментно, меѓутоа и доста мирно куче кое што може да се слушне незиното играње во студиото на брифинг. Во однос на акциите кои што ги имате во моментов, се случуваше нешто изминатиот викенд, ќе се случува и понатаму, има една на светско ниво акција која што се правеше, меѓувреме последно нешто што видов е во Русија, каде на фудбалски надпревар фудбалерите на шампионот Зенит излегоа со бездомни кучиња за да ги на некој начин промовираат за вдомување. Кај нас такви акции се случуваат? Или има ли план да се сакаме да се случуваат и правиме со тимот на Лајка правиме сега еден вид пробуваме да направиме календар на настани во иднината, дали ќе видиме на каков временски период ќе бидат, дали ќе бидат еднонеделни или ќе има можеби поголеми настани кои што ќе бидат едномесечни. Со цел точно се афирмира вдомувањето на бездомните кучиња. Сега во моментов собираме идеи. Една од идеите е, например, на познати локации во градот, да се постават определени дали монитори или некаков вид на информација за луѓето кои што сакаат да имаат домашен миленик, веднаш да ги имаат достапни милениците кои што се веќе на правилен начин третирани во јавното претпријатие со сите нивни карактеристики и да може да ги стимулираме на таков начин да си вдомат миленик. Идејата ни е да соработуваме со зоолошката градина, зашто таму доаѓаат многу родители со мали деца. Во секој случај ќе гледаме да им кажеме дека кога ќе вдомат животно од улица, на таков начин вдомуваат, нели, и даваат љубов на едно суштество кое што безпрекорно ќе им врати понатаму. Идејата е колку што може кучињата од улица да пробаме да ги вдомиме и на таков начин ќе реагираме кај јавноста да видат дека поколенијата на тие кучиња кои што на пример се вдомени или преземени од некое место би требало навистина да ги планираме, а не само после не дај Боже да ги оставиме на улица. Да. Еден од настаните, точно гледам дека кај вас во моментов оди постерот, тоа е во соработка со Сдруженијата за заштита на животни, односно нивна иницијатива, многу им благодарам, многу ни помагаат во последниот период. Веќе имавме сериозни донации од нив за овие недела дена. И овој настан е во кафе барот Цреша. Сите се поканети луѓе кои што имаат желба да се дружат. Ќе имаме неколку кутренца кои што ќе бидат достапни за вдомување. Ќе има и каталогот на сите достапни кучиња во нели на самиот настан. Ќе може тие што ќе дојдат да си купат некакви дали сувенири, изработки и така натаму од луѓе кои што ги имаат донирано, со цел сите средства ќе отидат за потребите на прифатилиштето Лајка и за подобрување на состојбата на овие прекрасни бездомни кутренца. Лиска, ни сметаш во тонот, Лиска. Да. Кога е во прашање, бидејќи имаше неколку случаи на што беше недоразбирање, што беше реален случај, не знам, луѓе кои што велат дека нивни кучиња кои што ги чувале со години биле заловувани во Лајка, па потоа има проблем да ги вратат назад. Да. Имате ли измени во таа програма на кучиња кои што имаат познат собственик? Да, видите, законот по принцип по одговорно собствеништво подразбира собственик кој што ќе си го, кога ќе го вдоми кучето или без разлика дали го купи, вдоми, превземе и така натаму, ќе си го чипира и самиот чип ќе гласи на негово име. Куче доколку е најдено на улица, нема чип, од тука натаму според закон, тоа е бездомно куче. Сега во иднина навистина ќе гледаме да разработиме определена процедура каде што човекот кој што навистина си го чувал кучето, нормално има фотографии, семејни, како си оделе на планина и така натаму, но не си ја заврши својата граѓанска обврска во овој дел да си го чипира кучето, во секој случај ќе му дадеме приоритет да си го вдоми кутрето. Значи апсолутно нема на никого да му направиме проблем. Да, тоа има ли финансиски давачки за да го ревдоми своето куче? Сега во моментот ценовникот на ЈП Лајка е доколку некој остави куче кај нас, нели, не може веќе да го чува по различни причини и така натаму, тогаш се наплаќа 12.000 денари. Во тие 12.000 денари всушност ние ќе го преработиме ќе го направиме целиот третман на кучето, стерилизација, чипирање, ветеринарен преглед и така, значи целокупно ќе биде третирано кучето на хуман начин и тоа се трошоците кои што реално претпријатието би ги имало додека го доведе конкретниот миленик во состојба повторно да го вдоми кај ново семејство.
Доколку некој да речеме го изгубил миленикот, ќе видиме разработуваме процедура, ние навистина би сакале веднаш да му го вратиме, но имаме и законска обврска да го известиме, да известиме Агенцијата за храна и ветеринарство за еден вид на неодговорно сопствеништво и од тука натаму можеби агенцијата ќе преземе определен чекор, глобите, односно казната не е голема, но е казна која што ќе воочи на луѓето дека навистина треба на правилен начин да ги третираат животните, домашните животни, а на таков начин реално ќе превенираме од стварање на нови поколенија. Така, при крајот некаде на разговорот да ве прашам, бидејќи дојдовте со поддршка на оние здруженија за заштита на бездомните животни, имавте и неодамна средба една поголема со неколку здруженија. Каква ќе биде вашата соработка со нив? Вака, со здруженијата имаме отворена Што ќе прават тие поразлично од она што Значи веќе направивме работна група со здруженијата за креирање на програмата на Јаполајка. Така да од тука натаму активно ќе бидат вклучени во креирање на програмата, на каков начин ние ќе функционираме. Еве, гледате и самиот настан и во минатава недела навистина ни изненадија со целиот нивно вложување за донирање на средства на Јаполајка кои што ни се навистина потребни. Значи ќе бидеме во активен контакт, ќе направиме други работни групи, не само ова, туку во разработка на процедури, сакаме да направиме и професионално волонтерство, односно дел од здруженијата ќе се сертифицираме кои индивидуи според образование и така натаму ќе одговараат за Јаполајка, но ќе ги вклучиме и во тимовите на заловување, на таков начин ќе градиме доверба со самите здруженија да видат дека навистина заловувачите на хуман начин ги третираат животните при заловување и доколку се дојде доколку едно животно не биде вдомено, кога ќе го вратиме на место на заловување, да се види дека навистина го враќаме на место на заловување во определен временски период 15 до 30 дена, за кој период реално животното не ја губи својата територија, што е многу важно. Ако заостануваат животните во јавното предпријатие, кога го враќаме на определена територија, ако поминати 2-3 месеци, во таков случај веќе други единки ја владеат територијата и после создаваме глутници на нервозни кучиња кои што се докажуваат и од тука натаму почнуваат да имаме и проблеми, не дај Боже, со каснување, непријатни настани и така натаму. Така да ќе гледаме оптимално да делуваме и кога ќе се враќаат кучињата и хуман третман и правилна обработка на потребите. За разлика од Вардариште, оно што сега е објектот Лајка, оној кој што имал прилика да го посети, се работи за еден убав објект кој што одговара на потребите на здруженијето и на она што го има како програма. Таму има едно 100 кучиња, речиси кои што чекаат на стерилизација, на вдомување, некои од нив се само подготвени за вдомување, што значи дека потребен е и доста голем персонал. Таму веќе има персонал. И за крај на разговорот би сакал да ве прашам, бидејќи во јавноста треба да го разбиеме тој поим на некако си реваншизам помеѓу политичките партии, каде што нели доаѓа еден, назначува друг и слично. Во тој персонал кој што постои таму, ќе ги задржате луѓето или ќе барате свој тим? Вака се, прво да се заблагодариме за претходниот период и навистина реконструкцијата на јавното предпријатие, на самиот објект, затоа што кога беше Вардариште, беше еден објект кој што беше, да речеме, на границите на минимумот услови кои што би требало да има еден објект за правилен хуман третман на животните. Навистина се направени инвестиции во кои што самото јавно предпријатие, односно самото прифатилиште е доведено до доста солиден вид. Нормално самата градба дел имаме забелешки, се надеваме дека ќе ги коригираме во брзо време, но навистина е направено голем исчекор напред, за да имаме добра основа за да може да го решаваме проблемот со бездомните животни. Инаку секој еден кој што е затекнат во самото јавно предпријатие, јас лично ќе се заложам да остане во јавното предпријатие, затоа што навистина се тоа луѓе професионалци кои што си ја работат својата работа, кои што во текот на времето веќе створиле и работни навики, се запознале со животните, се запознале со начинот на функционирање на предпријатието, така да во таков случај секој еден кој што има желба да остане, нормално без разлика дали се на договор или на постојано вработување, апсолутно ќе гледам да ги задржиме во рамките на јавното предпријатие, затоа што ни се потребни. Воислав, благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас. Воислав Димитровски, новиот ВД директор на јавното предпријатие Лајка. Во меѓувреме имавте можност да ја запознаете и Лиска, која што само малку беше дел од разговорот, бидејќи потоа најде повеќе домен на играње во студиото на утрински брифинг. Овде ќе
се одјавам јас,